20 часот, Централен дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кои го одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. 150 плацеви обезбеди општина Свети Николе за проектот Купи куќа за млади. Се гради гасоводната мрежа Штип Неготино Кавадарци. Неготинчани први ќе го почувствуваат бенефитот од овој проект. Општина Велес во 2017 ги зголемува средствата кои ќе бидат вложени во спортот. $150 плацеви обезбеди општина Свети Николе за проектот Купи куќа за млади. Иако се уште е во тек изработката на урбанистичкиот план, градоначалникот Тасев вели заинтересираноста кај младите е се поголема. Сопственото домување решава едно од суштинските животни прашања за подобрија иднина и формирање на семејството. Повеќе во прилогот на колешката Катерина Нацева. На површина од 15 хектари, општина Свети Николе обезбеди 150 плацеви за изградба на стампени објекти за проектот Купи куќа за млади. Станува збор за доста атрактивна локација, која според градоначалникот Тасев веќе побудува голем интерес кај младите на тој начин да си го решат стамбеното прашање. Да се има сопствено домување е решавање на едно од најсуштинските животни прашања, со што би се овозможило подобра иднина и поквалитетен живот на напредок и формирање на семејство. Обезбедивме 15 хектари за проектот Купи куќа за млади, што верувам дека многу млади брачни парови ќе најдат свое прибежиште и бидејќи локацијата каде што ги лоциравме овој дел е многу атрактивна и многу убава. Коридорот према Горобинци е оваа локација на многу рамно место, многу убаво проветрено место, значи многу убаво место. Веднаш има пристапност до вода, пристапност до канализација, пристапност до пат и верувам дека ќе побуди голем интерес. Во тек е изработката на деталниот урбанистички план за оваа локација, потенцира Тасев, а целосно се обезбедени и финансиските средства. Со ваквите проекти се покажува и добрата соработка на централната и локалната власт. Имаме комплетна логистика од владата на Република Македонија, бидејќи ако се работи на 100 локации, владата ни ги покрива комплетно водовод, канализација, ал да се работи за 150 плацеви во новие 15 хектари, значи со комплетна инфраструктура, улици, водовод, канализација, и тоа ќе побуди голем интерес затоа што реков се раѓа на многу атрактивно место. Заинтересираноста од страна на младите е се поголема, а според Тасев изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип има позитивно влијание и интересот секојдневно расте. Зачудува податокот, вели Тасев, дека интерес има и кај младите од околните градови. Инаку според информациите, комерцијалните банки веќе одобруваат поднесени апликации од семејства кои преку овој проект ја гледаат можноста да дојдат до сопствен дом. Гасификација на Неготино, асфалтирање на улици, реконструкции на водоводната мрежа и слично ќе бидат приоритетните проекти кои локалната власт на општина Неготино планира да ги реализира оваа година. Градоначалникот Ванчо Апостолов истакна дека ќе работат на реализација на инфраструктурните зафати со кои ќе се подобрат условите за живење на сите граѓани во Неготино. Колешката Мартина Митков ги има деталите. Се гради гасоводната мрежа Штип Неготино Кавадарци. Ова значи дека наскоро овој регион добива поевтини еколошки енергенс. Бенефитот од така наречениот енергенс на иднината први ќе го почувствуваат граѓаните на Неготино. Градоначалникот Ванчо Апостолов вели дека економските бенефити како за граѓаните, така и за стопанствениците ќе бидат огромни. Ние планираме да веднаш после тоа ја приклучиме секундарната гасификација, веќе пристапиме према подготовка на проектна документација. Бенефитите ќе ги почувствуваат како граѓаните, така и делот на стопанството, каде што сите компании можат да произведуваат еден поевтин и конкурентен производ, бидејќи користат еден многу ефтин енергенс, и сметам дека и од аспект на заштита на животната средина, ние како општина Неготино ќе имаме големи придобивки во тој дел.
Покрај гасификацијата, градоначалникот Апостолов смета дека 2017 година ќе биде година за реализирање на значаен број капитални проекти, како изградба на кружен тек на влезот на градот, асфалтирање на улици, реконструкција на водоводна мрежа и слично. Во следниот период да ги завршиме неколку започнати проекти, значи во текот на 2017 година комплетно асфалтирање на патниот правец Неготино село Вешие, односно од Горни Дисан до Вешие, исто така патниот правец од село Калањево до Бела Вода, неколку проекти во градот, значи до изградба на целиот простор на една голема зелена површина околу спомен костурницата во град Неготино, тоа е една голема паркова површина, една поголема, значи една модерна фонтана во централниот дел на град Неготино. Апостолов истакна дека ќе работат на реализација на инфраструктурни зафати со кои ќе се подобрат условите за живење на сите граѓани на Неготино. Сообраќајна несреќа се случило на 4.2 во раните утрински часови, околу 4 часот и 30 минути во Велес, во која 18-годишниот БД изгубил контрола над возилото, управувајќи патничко моторно возило Volkswagen Passat со велешки регистарски ознаки и удрил во бетонски ѕид на улица Алексо Демниевски пред железничката станица во Велес. Со тешки телесни повреди се здобил со патникот 21-годишниот ИА од Велес во истата сообраќајна незгода, пошто му е окажана лекарска помош во јавната здравствена установа во Велес, но поради сериозноста на повредите, истиот бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Велес. Се работи на целосно расчистување на случајот. Општина Велес во 2017 година ги зголемува средствата кои ќе бидат вложени во спортот, изјави градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Воедно најави дека со предвидените средства и во иднина продолжува поддршката за клубовите кои функционираат со својот основен доход. Повеќе во прилогот на колешката Валентина Михайловска. Ако до пред известно време градскиот стадион во Велес беше најгрда слика во градот, денеска истиот е еден од најрепрезентативните спортски објекти. Во текот на изминатиот период се постави најсовремена подлога со вештачка трева, која ги исполнува критериумите за одигрување на надпревари од полуфинале на Лигата на шампиони. Поставени се 1000 столчиња на главната трибина, реновирани се соблекувалните, а во тек е проектот за осветлување на теренот. За овие зафати се потрошени над 600.000 евра. Во изминатата година Велес ги доби првите терени за тенис, фитнес зона прв пат на отворено. Во населените места изградивме и Анковци, Каласлари уште две повеќе наменски игралишта тука и у Башино село. На езеро Младо се уреди патеката за крапски риболов. Спортските успеси се невозможни без добра инфраструктура. Општина Велес во својот буџет редовно предвидува средства за оваа намена. Токму од 2016 година за таа намена беа предвидени 16 милиона денари, додека во 2016, додека во 2017 ја зголемуваме цената за, односно средствата што ќе вложуваме во спортот, тие ќе изнесуваат 18 милиона 830 илјади денари. Чадиев најави дека со предвидените средства и во иднина продолжува поддршката за клубовите кои функционираат со овој основен приход. Младите се почесто посегнуваат по алкохолот, алармира статистиката направена во нашата земја. Алкохол во поголеми количини, барем 2 пати месечно, конзумираат младите до 15 години според Институтот за јавно здравје. Кај на терен ги праша анкетираните велешани кои се причините младите да постигнат по овој порок. Воедно надлежните со препорака до родителите. Колешката Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Алкохолот се повеќе е присутен меѓу младите. Статистиката алармира. Секој 4-ти или 5-ти тинеџер во државата барем 2 пати во месецот консумира алкохол во поголеми количини од дозволеното.
Ако пред некоја година во тренд беа цигарите и дрогата, според Институтот за јавно здравје, младите во една вечер може да испијат и по неколку алкохолни пијалоци. Причините поради кои тие посегнуваат по овој порок се радозналост да се вклопат во друштво или да се чувствуваат повозрасни. И анкетираните Велешани сметаат дека ова се најчестите причини кои ги наведуваат младите по алкохолот. Младежот сега сака да, како да го речам, да проба нешто. Не е тоа. Не е тоа да се проба. Зашто не се земе едноставно да се земе нешто поварно, да се учи, да се чита. Какво друштво, такви и младите. Како ќе се најде, така ќе пие со друштво. Друштвото боише. Па преголемо задоволство и нема доволно контрола во здравствените. Родителите немаат контрола врз децата. Од Институтот за јавно здравје велат дека популацијата која консумира највеќе алкохол се тинејџери до 15 години. Младите луѓе не ја сваќаат сериозноста на проблемот кој може да го предизвика алкохолот. Затоа надлежните со препорака до родителите да водат повеќе грижа за своите деца, бидејќи последиците од консумирањето алкохол најчесто завршуваат фатално. Велешани сакаат да читаат книги повеќе во зимскиот период, според статистиката направена во нашата земја. Освен за домашната, тие се заинтересирани и за странската литература. Зголемениот број на читатели во локалната библиотека Гоце Делчев се доказ за ова. Библиотеката ќе биде збогатена со многу нови наслови како домашни и странски изданија во наредниот период, изјави директорот на локалната библиотека Игор Крајчев. Повеќе во прилогот на колешката Ања Василева. Велешани сакаат да читаат книги. Доказ за тоа е зголемениот број на читатели во локалната библиотека Гоце Делчев. Директорот Крајчев вели дека се повеќе се зголемува бројот на читатели кои во зимскиот период преферираат да се дружат со пишаниот збор. Тој истакна дека околу 100 книги се издаваат дневно во локалната библиотека. Сме задоволни што еве и во овој зимски период кога временските услови се помалку кажано и неповолни. Знаеме имаше доста снегови, мразови, ниски температури, така што задоволни сме што сепак го задржавме оној континуитет на читатели. Можеме да кажеме дека Велешани се активни читатели и во овие услови, во овој зимски период. Велешани освен домашната литература, се повеќе се заинтересирани за странската. Тие велат дека сакаат да читаат се она што е актуелно и интересно. Читам, да. Во зимскиот период повеќе или? Па читам секогаш кога имам време. Така, што најмногу читате? Секакви жанрови. Едно време кучевме ние тоа нашите книги од постарите генерации. Па од било која тема, некоја убава современа книга. Да. Според статистиката направена во нашата земја, 34% од луѓето читаат книги во зима, додека 21% читаат на пролет. Директорот Крајчев накрај напомена дека во наредниот период Велешката библиотека ќе биде збогатена со нови наслови, како со домашни, така и со странски изданија. Граничниот преминев зони на македонско-грчката граница е се уште затворен за сообраќај поради штрајк на грчките земјоделци. Отворени за сообраќај се премините Дојран и Меджитлија. Од АМСМ информираат дека на граничниот премин Дојран поради зголемена фреквенција има задржување од најмалку 1 час. На останатите гранични премини, освен на граничниот премин Богородица, нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Следуваат останатите вести од Македонија. 500 студенти од Македонија се запишани на Универзитетот во Љубљана во академската 2016-2017 година. Најголем интерес за студирање имале на факултетите за економски науки, за општествени науки и за компјутерски науки и информатика. Пријавувањето за академската 2017-2018 година започнува од утре, а ќе трае до 20 април. Словенија и Македонија имаат подпишано меѓународен договор
И студиите за студенти од Македонија се бесплатни, освен во случаи кога школарината е задолжителна за сите студенти од прв степен на студии, кои веќе имаат стекнато степен на образование и според важечкиот закон за високо образование на Словенија е еквивалентно на образованието што го добива по завршувањето на магистерската студиска програма од втор степен. Школарината исто така е задолжителна и за сите студенти од трет степен и за сите студенти на вонредни студии. На студентска размена на Универзитетот во Љубљана на годишно ниво има околу 40 македонски студенти. Студирањето на Универзитетот во Љубљана се одвива на словенечки јазик, а на некои студиски програми и на англиски јазик. Македонија со национален штанд ќе се представи на најголемиот саем за широка потрошувачка во Руската Федерација и во Југоисточна Европа, Продекспо 2017, што ќе се одржи од утре до 10 февруари во Москва. Настапот на македонските компании е во организација на Македонско-Руската стопанска комора и со финансиска поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На овој начин од областа на производството и пласманот на стока за широка потрошувачка, своите производи ќе ги изложат неколку винарии, производители на сирење и кашкавал, како и производители на конзервиран зеленчук и овошје. Македонско-Руската стопанска комора организира и представување на млечните производи и свежо замрзнати тестенини македонски. Големата саемска манифестација повеќе децени и поред се одржува под патронат на Трговско-индустријската комора на Руската Федерација и со поддршка на Државното министерство за земјоделство и управата на градот Москва. Турската полиција денеска во неколку рации во 4 градски окрузи во Анкара уапси 60 лица, за кои се сомнева дека се членови на исламската држава, пренесуваат француските медиуми, повикувајќи се на турските медиуми. Како што медиумите наведуваат, уапсени се главно странски државјани. Овие полициски рации се организираат еден месец по масакарот во ноќниот клуб во Истанбул, за кој одговорноста превземе исламската држава. Останатите вести од светот во продолжение. Романската влада ја повлече спорната уредба во која се декриминализираа многу случаи на корупција, изјави представник на коалицијската влада во Букурешт. Претходно и премиерот на Романија, Сорин Гриндеану, најави дека неговата влада ќе го укине декретот со кој се декриминализира корупцијата како одговор на масовните протести кои траат една недела. Владата ќе одржи седница за да го поништи декретот, изјави Гриндеану, додавајќи дека не сака да ја подели Романија. Ваквата одлука доаѓа откако десетици илјади луѓе во изминативе неколку дена одржаа протести низ целата земја. Според проценките на полицијата, вкупниот број на демонстранти кои вчера излегоа на протестите ширум Романија изнесува 250.000, со што ова се најголемите протести во земјата по оние од 1989 година, кога беше соборен од власт комунистичкиот диктатор Николе Чаушеску. Околу 10.000 лица протестираа на улиците во Лондон, пренесоа француските медиуми. Илјадници демонстранти маршираа од Американската амбасада во Лондон до зградата на парламентот, барајќи од владата да ја повлече поканата до американскиот претседател за посета на Велика Британија, пренесуваат американските медиуми. Критичарите на британската премиерка Тереза Меј негодуваат уште од незината посета на Вашингтон, кога таа и ги потврди плановите за возврат на посета на Трамп на Обединетото кралство во текот на летото. Во Париз и Берлин на протестите излегоа по околу 1000 лица, додека помали собири беа одржани и во неколку британски градови, вклучувајќи ги Манчестер и Бирмингем, пренесуваат француските медиуми. Повеќе стотици демонстранти се собраа и во шведската престолнина Стокхолм, како и во Барселона. Германската полиција успешно ја финализира операцијата во која се уапсени 23 лица на возраст од 19 до 55 години, а од нив 22 биле албанци. Официјалните податоци говорат дека станува збор за албанска банда, која во соработка со германска наркогрупа го снабдувале наркопазарот со дрога од Албанија. Групата била следена долг период, а дрогата што ја набавувале во Албанија ја продавале во Дуисбург, Оберхаусен, Ботром
Антроп, Хаген, Соест и Падарборн. Пред неколку дена била разбиена и втора албанска наркогрупа, при што биле уапсени 15 нејзини членови, сите по потекло од Албанија. Времето денеска сончево и повремено облачно. Дува слаб до умерен ветер од западен правец. Температурата достигна и до 13 степени, а од утре не очекува слично време на денешното со благо опаѓање на температурите. Да го погледнеме графичкиот приказ за подетални информации. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија. Од мене пријатно.